Значи, ова суперлигашко дерби ќе биде пресметка меѓу прво пласираната екипа на табелата, тоа е ракометниот клуб Зомимак од Струмица, кој досега нема пораз, и ние како второ пласирана екипа, ракометен клуб Прилеп. Инаку ова дерби ќе биде едно од најаките утакмици за ракометниот клуб Прилеп и ние сите во ракометниот клуб Прилеп живееме за овој надпревар. Во овој контекст презедовте, односно дадовте, донесовте една одлука наместо во оваа сала каде што имавте доста успешна есенва, се префрлувате во салата Сонце. Дали беше таа тешка одлука да вас? Значи, како што кажав и на почетокот на првенството, ние одиме етапно, значи скала по скала, и тоа го докажавме во оваа полусезона. Сите овие надпревари во оваа сала беше салата во Средното општинско училиште Ристе Ристенски Личко преполна, така да сметаме дека овој дерби надпревар ќе биде оваа сала претесна за љубителите на ракометот во Прилеп. И еве оваа прилика ја користам да ги поканам сите љубители на ракометот во Прилеп после долго време да присуствуваат на едно големо дерби каде што прво пласираната, како што кажав, прво пласираната екипа Зомимак и второ пласираната екипа Прилеп ќе видат на тој терен во спортската арена Сонце и сметам дека публиката ќе биде онај плюс играч што ќе биде на наша страна. Таму се одржува и мал футбол. Па дали тие два спорта ќе се совпаднат? Малиот футбол, публиката ќе дојде и за мал футбол, но секако дека ракометот дерби е најприлежно. Видете, значи сега во овој момент во град Прилеп се организира еден голем турнир во чест на патронот на градот Свети Никола, турнир во мал футбол, и заедно со градоначалникот, со локалната самоуправа и ние како ракометен клуб одлучивме дека добро е овој првенствен надпревар, ова дерби што ќе се игра меѓу екипите на Зомимак и Прилеп да се одигра во спортската арена Сонце, бидејќи таму имаме простор за поголем простор, повеќе публика да дојде, да го проследи ова дерби и сите оние љубители што го следат турнирот Свети Никола. И сметаме дека ќе направиме една добра атмосфера, че сите наши играчи ќе пружат добра игра и едноставно да уживаат прилепчани во тоа ракометно дерби. Овде беше влезот слободен. Дали влезот ќе биде заедно со малиот фудбал? Влезот ќе биде заедно со турнирот на малиот фудбал, значи таму ќе имаат негде 3 до 4 надпревари пред почетокот на надпреварот со Зомимак, после тоа следува дербито меѓу Зомимак и Прилеп. Затоа сметаме дека... Значи дополнително нема да се направи? Дополнително не, сето е во скоп на тој турнир и сметаме дека уште еднаш љубителите на ракометот во Прилеп ќе присуствуваат на едно вистинско дерби. Јас колку што гледам наназад во историјава, дајчев настаните десетина години, сигурно не се одржува овакво ракометно дерби. Знаеме сите дека во Прилеп имаше еден период на турбуленции во ракометот, во еден период на реорганизација во ракометот. Тоа почна со женскиот ракомет, па продолжи со машкиот ракомет. Понекоја случајно се погодив и јас тука дел од оваа генерација каде што сите тие турбуленции, сите тие тешки моменти за ракометот ги поминавме заедно, но сметам дека сега Прилеп вистина работи онака како што треба да работи и резултатот во најкраток можен рок ќе си дојде на виделина. Тука се школите на ракометниот клуб Прилеп, значи имаме 4 до 5 категории, негде околу 150-160 деца каде што тренираат. Учеството на сите оние деца е бесплатно, што во овој момент во Македонија сме единствен клуб ние. Имаме 2 категории на пионери, една категорија на младенци кои што се такмичат исто тие во системот на надпреварување. Младинците се завршија на второто место, пионерите завршија на третото место и сметаме дека со вакво темпо на работа, со овие луѓе што сме во клубот, начело со
локалната самоуправа на град Прилеп и со овие спонзори позади мене, доколку имаме поддршката во наредниот период, тоа го кажав и претходно во неколку изјави за медиумите, дека резултатот ќе биде неминовен. Овој проект треба да биде долгорочен проект. Овој проект треба да биде проект што ќе ги опфати сите млади деца што сакаат да тренираат ракомет, што сакаат да уживаат во таа ракометна игра, во сите категории. Чекавме 10 години за вакво дерби, а сега после ова дерби веројатно ќе зачестат таквите спортски спектакли. Да, значи на почетокот, како што кажав, ние на почетокот на оваа сезона имаме скромни амбиции да бидеме на средината на табелата. И велеме доколку ни се пружа прилика да одиме во онај погорниот дел за да играме плейоф. И тоа го остваривме. Сега ние со едната нога веќе сме во плейофот, каде што наредната полусезона овде во Прилеп ќе гледаме и големите екипи на Вардар и Металург. Едноставно ќе имаат можност сите љубители на ракометот да уживаат во ракометот и да ги посетат овие убави утакмици што ќе се одигруваат. Сите екипи, 6 екипи што ќе бидат квалитетни екипи. Нормално, значи не можеме да се споредуваме на едно ниво со Вардар и Металург, бидејќи буџетот на нивните екипи е многу голем. И затоа е и одовде еден апел до сите спонзори, сите помагачи на ракометниот клуб Прилеп, сите заеднички да го направиме ракометниот клуб Прилеп да биде бренд за нашиот град.